Формата на правдата е задоволена, ама не и суштината. Очигледно изрекувањето воспитна мерка против 20-годишниот дилер Васил Јованов, која требаше да го научи да не продава дрога и да не вози несовесно со пежото на татко му, пијан, предизвикувајќи трагедии, не успеа. Очајната состојба на македонското судство се преслика и во овој случај. Судиката Даниела Стојановска-Алексовска се водела од Законот за правда на децата и ја запазила формата, но на која пракса се повикала и го истретирала како помлад полнолетник дилерот што во станот на баба му пакувал дрога. Дискутабилно е де факто со оглед на конкретните околности за конкретниот сторител, дали таа мерка ги исполнува целите на казнувањето. За жал, нас во конкретниот случај фактичкава состојба, односно онаа несреќа која што се случи после тоа, не демантира. За жал, оправдани се оние само 2% доверба на граѓаните во судовите обвинителите, со оглед на скандалозните судски одлуки. Судот треба да дели правда и со одлуките да превенира идно девијантно поведение, појаснува Димовски. Во суштина, за мене лично, сите се сведуваат на човечкиот фактор, бидејќи ако се погледнат законите горе-долу се солидни, препишани се од функционални правни системи, меѓутоа сепак на крај правдата и изрекувањето на правдата се сведува на судија поединец, кој што треба да има доволно покрај правничкото, треба да има и животно знаење. Инаку кривичниот суд не може да извади статистика на која судска пракса се повикала судиката, бидејќи АКМИ системот нема таков индикатор. Новиот закон за правда на децата стапил на сила на 20 март 24, а судиката го применила во јули истата година и досудила воспитна мерка. Таа го применила членот 71 од законот, но не го вклучила Центарот за социјални работи, за да ја оцени состојбата на Јованов. Насторителка како помладо полнолетно лице извршило дејство што со закон е предвидено како кривично дело, а во времето на присудувањето не наполнило 21 година, судот може да му изрече воспитна мерка за силен надзор или заводска мерка. Ако со оглед на неговата личност и околностите под кои е сторено делото, може да се очекува дека и со воспитната мерка ќе се постигне целта што би се стварила со изрекувањето на казната. Според статистиката на воспитниот дом во Тетово во последните 4 години има само 2 случаи на помлади полнолетници што завршиле таму. Кривичните дела ги направиле на 19 години, а влегле после 2 години. Согласно законот, без разлика какво дело направиле, тие може да останат во домот до нивната 23 година. Во случајов Васил Јованов, ако не ја прегазаше младата дизајнерка од Неготино, за дилањето дрога ќе лежеше во Тетово до својот 23 роден ден, ако апелација му ја потврдеше пресудата. Останува отворено прашањето дали во случајов системот потклекна или судиката му прогледала низ прсти.